Наместо национално чествување со највисоки државни почести, научен симпозиум беше единствениот настан кој достојно ја одбележа 119 годишнината од смртта на македонскиот учител и великан Гоце Делчев. Преку научни видувања академската фела го обели образот во чествувањето на неговиот лик и дело, но гневни се што политиката ја користи историјата за надминување на билатералниот спор со Бугарија. Професорката Билјана Ванковска вели дека во Македонија постои само цензура и тотален молк во име на создавање политички поени. Остро реагира дека е недолично што историчарите се зафатија со политички зафати преговори, особено за столбот на македонската државност Гоце Делчев. Постои полициска блокада, постои еден зид кој го делува обичниот човек кој може сака да оди да се поклони, да остави цвет или едноставно да се појави таму. Луѓето се чувствуваат како да елитата го има узурпирано, приграбено за себе историскиот наратив, историските личности, историските места. Ние сме туѓинците од кои мора полицијата да ги чува нив, наместо да биде обратно. Овде нема општо народно одбележување, туку има политичко, самоцензурирано, многу избалансирано. Ниту една историска комисија нема мандат да ја менуваат колективната меморија на македонскиот народ. Остро реагира професорот по историја Ѓорги Чакарјаневски. Дециден е дека и покрај тоа што политичките елити го користат за пазарење, Делчев и денеска останува символ на борбата за независна држава. И колку и да сакаат другите да го присвојат, тој секогаш ќе остане македонец и ништо друго. И на крајот, и во оваа прилика треба да истакнеме и сите да бидеме свесни дека за овој инспиративен македонски лик во денешниве современи текови нема простор, како што некои тоа сака да го направа за некакво пазарење. И затоа мислам дека никој, и посебно некои историски комисии немаат мандат и немаат право да ја менуваат колективната меморија и тоа да го сместуваат на историското скалило според желбите на некои други. Иако поканет на симпозиумот не се појави професорот Драги Ѓоргиев кој стои на чело на македонската страна во мешувитата комисија со Бугарија, на чиј дневен ред во моментов е ставен токму македонскиот великан Гоце Делчев, но и ревизијата на историските учебници, онака како што бара официјална Софија.